Во пресрет на 11 март, како што веќе кажавте, денот на депортацијата на еврејските семејства во Треблинка во 1943 година. Низа комеморативни активности во Битола, Штип и Скопје. Активностите започнуваат токму од Битола и поради тоа со мене денеска се Дан Оријан, амбасадор на Израел во Република Македонија, и Марија Герас Дочовска, координатор на проектот Еврејски гробишта и меморијален парк на евреите од Битола. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Добар ден, добре дојдовме и вие и ние на овој ден. Овој ден секоја година го одбележувате со низа активности. Оваа година започнуваат токму од Битола, една полна агенда за денеска. Што точно денеска ќе се случува во Битола? Each year we are commemorating this day with traditional activities, and this year we will have some new activities. What's going to happen today in Bitola? Well, we're going to start today with a special reception with a lot of guests coming from different countries, from Germany, from Israel and from other places, and of course a lot of local partners that will join us together with the Holocaust Foundation and the Jewish community, all coming to the mayor's office for a little reception starting this day. Afterwards we will continue to the Ovadia Mara kindergarten, where actually in January we had an amazing visit, having the little kids dancing and singing in Hebrew. And this time we are bringing also some experts which later that day will be speaking about partisans among the Jews who lived in Bitola. Later we're going to the cemetery, and in the cemetery we are going to plant one tree. We're going to have some speeches. We're going to have the minister Jerry Naumov joining us, speaking there about the importance of this project. And in general, we are going to start pushing forward our coalition, and soon we're going to start working. Maybe the cherry on the top of this day, we're having a very special artist coming from Israel, Mati Greenberg. But he's coming from Israel, but he's originally from here. He was born here. He was actually a week before the deportation. He was born in Skopje, or not far from Skopje, and he was saved because he was not deported. He succeeded to run away. The family succeeded to run away. He's a very famous name today in the arts, and he's going to create some of the most special things. He already came with models of what he's planning to do for the cemetery and for the park, and I think it's going to be very special. His exhibition will be open on the 11th in the museum in Skopje. Денес денот го започнуваме со група делегација на гости кои што доаѓаат од Германија, од Израел, локални и други земји. Ќе го посетиме градоначалникот на традиционалниот прием кој што тој го одржува со во присуство на еврејската заедница и фондот на Холокаустот секоја година, а потоа амбасадорот ќе ужива во дењето повторно во градинката Овадија Естреја Мара, каде што во јануар месец уживаше во нивен детскиот настап со пеење на еврејски песнички, и сега се радува што ќе може да му донеси еден раскажувач, што е професорот Ичак Керем, кој што ќе зборува за улогата на битолските евреи во НОБ, нивното учество во партизаните. Тој е голем стручњак за сефардската историја. И секако ќе ги посетиме гробиштата, каде што ќе се случат низа на манифестации, меѓу која и садење на една нова магнолија од страна на донатор кој што ни доаѓа од Германија. Манифестацијата ќе биде отворена од страна на министерот Джери Наумов, кој што не поддржува во целокупната активност постојано. А потоа доаѓа черешната на тортата, тоа е присуството на еден извонреден израелски уметник Мати Грунберг, кој што всушност е и наш, бидејќи попотекло од овде. Неговите дела се познати широм светот, а тој овај пат е инспириран од мемориалниот парк и веќе изгради еден дизајн за инсталација поврзана со историјата на овие гробишта и улогата на евреите во заедницата, и таа инсталација во вид на макета ќе имаме прилика да ја видиме денес. Утре во Скопје во 20 часот во фондот, во музеот на фондот на Холокаустот ќе имаме голема изложба
на делата, графичките дела на Мати Грумберг, кои што овој пат го носат насловот Сеќавање кои ме прогонуваат. Еден значаен проект кој го работите е уредувањето на мемориалниот парк тука во Битола. Кажете ми нешто повеќе околу овој проект. Would you tell us a few words about the significance of the project called Memorial Park of the Jews of Monastery? Well, I'll be happy to. I would say that the main importance of this is more than just a great, I think, moment for the future of the relations between Israel and Macedonia, and a very important moment for Bitula. But I think it's also a way to connect the amazing Jewish community and cosmopolitan community that was here in Bitula before Second World War. And it was very, very active. To connect it, and afterwards, of course, with a tragic end. No Jews were left here, no Jews live here today. And connecting it back to the Jews, to Israel, and to actually learning from the past and getting with it into a much better future together. I think this is the main significance. Now, how we do it will be a much more, I would say, tricky thing. But I'm sure we'll find a way to create here a center which will be some kind of place where people would like to come, to see, to get connected to the past and look together into the future. Проектот е резултат на една голема среќна околност, на топлите односи помеѓу Македонија и Израел, кои што бараат начин да ги развијат контактите и врските, и секако на улогата на Битола и еврејската заедница кои што ја туркаат првенствено оваа иницијатива. Паркот е обмислен како ревитализација на гробиштата, меѓутоа значењето на истиот е раскажувањето на една важна перспектива на историјата на градот и на еврејските заедници ширум светот и во Битола, што му дава можност на двете земји и на сите заинтересирани кои што сакаат да учествуваат во проектот, да учејќи од минатото отворат перспективи кон иднината. Како целиот проект ќе се развие е веќе еден предизвик со многу прашања за кои што треба да се зборува подетелно и понатаму. Тоа се отприлика неговите зборови, меѓутоа истовремено и моите, бидејќи и јас всушност ги координирам сите овие меѓународни активности. Студија, ние денеска ќе ги следиме сите овие настани поврзани со комеморацијата на 11 март. Со повеќе информации од самите настани се вклучуваме подоцна.